Почитувани, 15 октомври ќе биде ден кога граѓаните на Велес ќе донесат многу значајна одлука за својата иднина. На 15 октомври велешани ќе ја имаат можноста самите да дадат одговор дали се согласуваат со штетната стратегија за интеграција на бегалци и странци на владата на СДС. И покрај апелите и барањата на граѓаните, СДС да се откаже од погубната стратегија за интеграција на бегалци и покрај огромното противење на плановите за изградба на социјални станови за вдомување на мигранти, никој од владата не ги праша граѓаните што мислат за овие нивни планови. Кога тоа не сакаше да го направи владата, ќе го направи општината. Денеска, пред граѓаните сакаме да соопштиме дека на вчерашната 74-та седница на Советот на општина Велес се донесе одлука на 15 октомври да се спроведе референдум на локално ниво на прашањето дали сте за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Велес. Референдумот ќе биде со обврзувачки карактер и ќе значи дека резултатите од него мора да се почитуваат. Одлуката на Советот да се распише референдум по ова прашање е одговор на барањата на граѓаните, одговор на барањата на велешани. Граѓаните сакаат тие, а не некој друг, да одлучуваат дали на територијата на општина Велес ќе се дозволи населување на мигранти. Граѓаните сакаат тие, а не Зоран Заев и СДС, да одлучуваат дали ќе се дозволи во Велес да се спроведува стратегијата на владата за вдомување, вработување, бесплатно образование и здравство и социјална заштита за мигрантите. Како советници на ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија, сакаме јасно и гласно да порачаме дека никој, освен велешани, немаат право да носат одлуки кои на долг рок ќе обликуваат иднината на општината. Никој не смее зад грбот на велешани да кова стратегии и да спроведува акцијски планови кои носат сериозни демографски, социоекономски и безбедносни ризици на граѓаните. Водејќи се од овие принципи и застанувајќи цврсто зад интересите на граѓаните, советниците на коалицијата предводена од ВМРО-ДПМН гласаа за предлог одлуката на 15 октомври да се спроведе референдум на прашањето дали сте за населување и интеграција на мигранти на територија на општина Велес. За жал, наместо да се надминат себе си и да застанат зад своите сограѓани, советниците на СДС одлучија да застанат зад Зоран Заев, Милан Царовска и нивните штетни и погубни политики. И покрај јавно изразените дискусии и заложби, кога дојде момент за изјаснување, советниците на СДС, сите еден по еден, на поединечно изјаснување, не дадоа поддршка за одржување на овој референдум во Велес. Наместо глас за, наместо заложба за својот град, велешани од СДС добија воздржаност. Со тоа, СДС се воздржа да ги заштити граѓаните на Велес од нов бран на мигранти. СДС се воздржа да заштити безбедноста и сигурноста на граѓаните. СДС се воздржа да ја заштити демографската структура на Велес. СДС се воздржа да ги заштити работните места на работниците од Велес. Конечно, СДС не даде поддршка на граѓаните да можат самостојно да одлучуваат дали на територијата на општина Велес ќе се населуваат бегалци и мигранти. Почитувани велешани, на вчерашната седница на Советот, СДС одлучи дека одбраната на партиските стратегии им е поважна од одбраната на Велес. За разлика од нив, ВМРО-ДПМН и Коалицијата за подобра Македонија застанаат цврсто зад барањата и интересите на граѓаните. Го направивме тоа вчера со донесување на одлуката за распишување на референдум, а уште посилно ќе го направиме тоа на 15 октомври. Заедно со граѓаните
на 15 октомври ќе изразиме силно не за стратегијата за претварање на нашиот град во бегалски камп. Не за населување и интеграција на мигранти на територијата на општина Велес. Ви благодарам.